Како ме дигна у вазух, некако со задни дел на колата ме удри, ми фалело толку за да помине преку мене. Сакал да отиде да набере чист чај со својот велосипед, но наместо со чај, 90-годишниот дедодане од Штип се вратил со повреди. На само неколку километри од Штип движејки се по стариот пат на релација Штип-Радовиш. Непознато лице, управувајќи го својот автомобил, со преголема брзина директно удрил во дедодане и го исфрлил на земја од својот велосипед, при што ретровизорот му ја повредил раката. Еден шофер ме мавна со се точок у трњот и избега пред 10 дена. Околу 22-3, така нешто беше. Со што? Со кола, на отворен пат. И сосема бе на крају. Како ме дигна у вазух, некако со задни дел на колата ме удри, среќа дали што му удари или он сврте волано, не ме видел, значи не ме видел офте. Ми фалело толку за да помине преку мене. Се одам со точеко по крајот, по белата линија и се разгледувам, нити го слушна кога дошел до мене и кога ме мана гледам и отиде и го поздравувам што не застана да види што стори. Не застана. Ако бе повредени, таму ќе остане. Оти по старото џаде нема коли. Тоа е по стариот пат. Многу ретко кола да замине некој. Од Радовиш натаму? Не на кај Имако. Пред Имако. На 6 километар, да. За среќа 90-годишникот останал без посериозни повреди. Освен раката која му била повредена откако ретровизорот на колата директно удрила во неа во моментот кога тој се движел со велосипедот. Едино раката изгледа со ретровизор, како му удари раката, вака ми скокна горе. Туа ме поболе малце, ама нема некој повреди нешто. Со се точак. Да внимава и ако сака да ми се извине, он знае сигурно кој сум ја. Јас сум едини со точеко што се движам таа релација Штип 20. Инаку дедодане упатува апел до сите возачи, внимателно да управуваат, но посебно апелира до човекот да внимава и да му се извини, бидејќи како што вели, тој е единствениот велосипедист на таа релација.